Емисијата на час денеска ја посветуваме на Денот на младин, кој се слави на 12 август. Годинава тој се одбележува под мотото трансформирање на системите за храна, младенски иновација за човечко и планетарно здравје. Или поедноставно, овој ден е посветен годинава за да се потенцира дека младите мора да бидат вклучени во овие трансформации на системот на храна, бидејќи храната е една од основните животни потреби кои што ни требаат во секојдневието. Ама исто така, денот годинава става акцент и на уште една работа, на потребото од зачувување на онаа биолошка разновидност при трансформацијата на прехранбените системи. Затоа и ние денеска во студиото на Радио МОВ на овие теми разговараме со професорката Душица Санта од Факултетот за земјоделски науки и храна, Ирина Јаневска од Арно и Ана Тодоровска од Добра земја. Благодарам што сте дел од оваа емисија и знам дека ќе имаме интересна дискусија како што имавме и пред почетокот на самава емисија. Ќе почнеме токму од Ана. Добра земја некако полека го минува оној начин на кој што луѓето гледаат кон храната. Работите со купувачите од градот, ама работите и со земјоделците во селото. Сега во обид да промовирате органско, биолошко производство, колку е тешко да се најдат луѓето кои што сакаат да произведуваат на начин кој што е малце поразличен од традиционалниот и колку има млади помеѓу оние луѓе кои што сакаат да отидат на нива и да прават нешто? Во моментот, со работката што имаме воспоставено со производителите, те ни се уште од самиот почеток на Добра земја. Меѓутоа ме радува што можам да кажам дека во последно време, како што се популаризира органската храна, така и се зголемува интересот кај некои нови млади производители, кои што и немаат толку искуство со одгледување на храна, но ја препознаваат вредноста на идејата и кои што со наша поддршка сакаат да се сертифицираат. Има одредени примери каде имаме млади луѓе што произведуваат храна и како почнале да го прават тоа? Дали може би го наследиле бизнесот од нивните родители, дедовци, баби или купиле парче земја и рекле, окей, јас сега ќе одгледувам органски краставици? Па можам да кажам една позитивна приказна. Пред некое време правевме интервју со синот на со синовите на првиот органски производител во Македонија кој што има сертификатот 001. Едноставно, вклучувајќи се во целата таа приказна, тие решија да не заминат од државата, туку буквално да продолжат приказната на нивниот татко, со кој што денеска се едни од поуспешните органски производители во Валандова. Исто така ја формира неодамна првата земјоделска задруга на органски производители. Убава приказна. Да. Ирина, и вие сте исто една организација која што ги поддржува на некој начин ваквите идеи, ваквите концепти. Работите исто така директно со младите. Колку се тие иновативни, креативни, ама и заинтересирани да земат, да почнат и нешто конкретно да работат во оваа сфера? Фала прим за поканата, Смина, драго ми е што го одбележуваме Светскиот ден на млади. И токму со оваа тема, затоа што ние барем во Арно гледаме дека е се поактуелна. Тоа го гледаме преку организацијата на надпреварот Зелени идеи, кој го организираме од 2015. И многу ни е драго што ева сега денес се запознава Мана како подмладок од Добра земја, бидејќи токму тие во 2015 ни ја донесоа првата регионална победа. И во 2015 и секоја година во финалето гледаме идеи кои што се однесуваат токму на трансформација на овие системи на прехрана, без разлика дали се однесува на конзумерскиот дел, на дистрибуцијата или на самото производство. Се осмелуваат младите да почнат. Сега морам искрено да кажам дека во Зелени идеи ние гледаме еден тренд на зголемување на возрастната граница. Темата е присутна, меѓутоа во однос на бројот на апликации и она што е како возраст, гледаме дека се повозрастни луѓе се одлучуваат да започнат своји бизнеси. Но од друга страна имаме ние Райс програма каде што и лане видовме дека има млади кои што размислуваат токму преку бизнес како да ги решат овие проблеми. Така да помеѓу младите повеќе да речеме кога ги таргетираме на локално ниво, кога ги охрабруваме подиректно, забележуваме дека има интерес, има мотивација да се вклучат во различни програми, кај што ќе добијат вештини, па понатаму би се осмелиле. Мислам дека уште немаме таа предприемничка култура и тој линк помеѓу традицијата и модерното не е така силен за да речеме дека има интерес кај младите. А што е потребно? Кој е оној пресвртен момент кога еден човек, ајде ќе речеме млад човек,
ќе реши својата идеја конкретно да ја реализира, бидејќи младите имаат генерално многу идеи, ама многу мал дел од нив тргнуваат кон реализација на идејата. Што е она што ги кочи, што е она што треба да им даде на некој начин ветер во грб? Правевме многу анкети, знам дека и Радио МОВ е многу вклучено во оваа тема. Ако ги прашаме младите, прво нешто што тие ќе речат се финанси, да, тоа е сосема легитимно, свесни сме дека треба финанси за да се почне бизнес, меѓутоа и менталитетот, оној мајндсет, и тоа желбата да се остане овде, меѓутоа и целокупниот екосистем поддршката. Ние лани имавме многу интересен фидбек, кој што тие за прв пат добија менторска поддршка. It takes a village to raise a child. И ние навидовме како оваа поговорка, африканска поговорка, функционира во реалност. Кога сите веруваме во нив, им даваме поддршка без разлика дали е тоа некакво знаење, ноу-хау, мрежување, образование конкретно, тие навистина се осеќаат, се чувствуваат посигурно да почнат нешто свое. И сега ние живееме во држава и во реалност. Мислам и целата пандемија го направи тоа чувство на несигурност да е уште посилно. Меѓутоа не, еве тука сме да работиме, да актуализираме вакви теми и да ги охрабриме да се повеќе да веруваат во она што тие идеолошки им се поблиски како теми. Така. Професорке, Факултетот за земјоделски науки и храна е на некој начин центарот каде што се едуцираат идните луѓе кои што треба да работат со храната во државата, да размислуваат како да ги трансформираат овие системи, да произведуваат, да внимаваат храната која што ја произведуваме во земјава да биде безбедна и добра за конзумирање. Сега, она што е интересно, иако храната ни е неопходна, интересот на студентите за запишување на Факултетот за земјоделски науки и храна не е на задоволително ниво. Што се случува кај вас и какво е вашето искуство? Зошто е потребна оваа едукација? Ви благодарам најпрво за поканата, навистина одлична идеја, каде што убави примери слушнавме и ете добро е да се почне од таа некоја соработка и линк помеѓу Факултетот за земјоделски науки и храна и овие млади ентузијасти. Факултетот за земјоделски науки и храна е навистина една од најстарите институции и нашата интенција е да го задржиме колку толку континуитетот на оние студенти кои што постојано нели доаѓаат, но секогаш може подобро. Навистина сметаме дека и меѓу нас колегите често пати зборуваме дека онаа перцепција е некако не е точно неоправдана која што имаат кон земјоделските науки, бидејќи навистина тоа е иднината. Имаме еден огромен проблем со кој што се случува на глобално ниво. Имаме она глобално затоплување, сите тие климатски промени и истражувањето покажува дека и популацијата ќе се зголеми, некаде до 10 милиарди жители ќе има и дури капацитетите, производните капацитети ќе треба да се зголемат за 50%. Тоа значи дека ќе ни треба храна и ќе ни треба и квалитетна и безбедна храна. Но што е со овие климатски промени што прават проблеми на храната? Така да навистина тие исправени сме пред огромни предизвици и треба да ги решиме. И затоа ни е важна едукацијата на младото население. Но од друга страна имаме проблем што се повеќе имаме повозрастно население, значи некаде само околу 4% од вкупните земјоделци се под 35 години. Тоа значи ни старее нашето население и ни треба нов кадар, но како и да ги привлечеме. Но сепак се оди напред, води земјоделството напред, одиме кон таа дигитализација, кон воведување на нови технологии, така да навистина треба да бидеме во таа насока да ги привлечеме младите. Зашто повеќе да дојдат и да се едуцираат, бидејќи без едукација нема да можеме да произведеме храна. Знаете, секогаш кај нас зборуваме дека се почнува на фарма, се е од примарниот производ. Ние ако немаме добар примарен производ, ако млекото кое што нели го користиме за производство на сирење или за да направиме еден джем потребни ни се квалитетни и безбедни состојки, се почнува од таа фарма и навистина ни е потребно безбедни производи, квалитетни, за да имаме добри и квалитетни производи, прехранбени производи. Навистина треба да се оди кон тоа. Имаме ние на Факултетот за земјоделски науки располага со стручен кадар и со капацитети, со лаборатории кои што сме отворени за соработка. Имаме 9 акредитирани лаборатории, 9 акредитирани студиски програми
каде што секој во својата специјалност може би да се најде и да си го награди своето знаење. Зашто е најголем интересот кога доаѓаат кај вас? Што е она што сакаат да го учат најмногу? Сега во последните години имаме повеќе интерес за насоката квалитет и безбедност на храна, но тоа се менува. Значи, претходно биле полујоделство, анималната биотехнологија, но сега гледаме дека има интереси за екоземјоделство, за фитомедицина, за заштита, значи ги имаме преработка на земјоделски производи, претходно беа преработките за земјоделски производи, сега се оди кон квалитет и безбедност на храна, но тоа се трендови кои што се менува. Ние сме отворени, студентите се запишуваат, па може би и во текот на годините да видат дека имаат поголема аспирација за друга насока, па може да се смена, но и да се доедуцираат. Имаме втор циклус, имаме трет циклус на студии, така да навистина гледаме дека со време ќе се смени, односно очекуваме, но и чувствуваме дека ќе се смени поради тоа што имаме проблеми во земјоделството, ќе сакаме да ги решиме тие проблеми и навистина ни е важна едукацијата, така да имаме интерес за некои насоки. Веројатно факултетот и едукацијата е едно од оние системски решенија, ова што го прави Добра земја е едно од оние инстант решенија кои треба да ни помогнат на краток рок, можеби да едуцираат што е можно повеќе земјоделци да прават нешто поразлично од она што го правеле нивните родители. И сега сакам да прашам колку им е тешко на земјоделците генерално да ги отфрлат оние нивни вредности, навики, традиции кои што ги имале и да прифатат нешто ново. Дали е тоа можеби најтешкиот момент? Веројатно дека е најтешкиот момент, затоа што од искуството на нашите производители, тие во нивната средина се буквално пионери во органското, бидејќи се наоѓаат низ цела Македонија. Многу често знаат да бидат исмевани од заедницата на земјоделци поради тоа што го прават. Луѓето генерално не веруваат во таа идеја. Меѓутоа ќе го цитирам драги на еден од нашите производители, кој што начинно започна од здравствени причини да го прави тоа со органското, затоа што осети како влијае тоа врз неговото здравје. И тоа си го кажа, чим еднаш почнав со органско, веќе нема праќање назад. Така што веројатно директното искуство и директниот контакт е најдобриот начин за луѓето да променат нешто во својот начин на производство, бидејќи како што досега имам забележано, само со дискутирање и со убедување тоа едноставно не функционира. Така, што ви е најтешко да направите? Дали можете да отидете кај некој земјоделец и да му кажете прскањето на јаболките, например, 10 пати во текот на годината не е во ред? Дали се подготвени да го прифатат тоа како факт? Или им е полесно да продолжат бидејќи едноставно така се научени? Не сите се тешко да се најде, тешко да се најде некој кој што е отворен на таква критика, бидејќи луѓето се научени на тој начин на произведување, тој функционирал до сега, познато е тоа искуство, и нели тука ги имаме моментите дека доколку не прскаат ќе имаат големи загуби. Сега тоа е еден круг нели кој што се врти, меѓутоа ние повеќе отворени сме кон нови производители за сите оние кои што сами ќе изразат желба да променат нешто и да ги поддржиме во тој процес, меѓутоа повеќе сме насочени во едукација на потрошувачите на органска храна, бидејќи и таму посебно го спомнеш, нели како задруга на потрошувачи на органска храна, каде што работиме на полето да ја разбиеме свеста на луѓето зошто треба да конзумираат повеќе таква храна и зашто да ја одберат таа храна, бидејќи не е тоа само за сопственото здравје, туку и за здравјето на заедницата. Оно што е најчесто забелешка е дека органската храна е прескапа. Дали е така? И како да добиеме поевтина органска храна? Реалноста е дека цените се повисоки од оние кои што ќе ги најдеме нели на конвенционалните производи. Меѓутоа сега ние она што го правиме во нашата работа е концептот на членство, каде што луѓето кои што ќе се зачленат во нашата задруга, а со тоа и нели директно ќе ги поддржат органските производители, добиваат речиси исти цени како оние на пазар што се за конвенционалните производи. Сега ако веќе зборуваме за нели на некое повисоко ниво, како генерално органските производи да станат малку подостапни, тука треба малку и од нели некој да се сменат државни политики, но исто така колку повеќе производители се сертифицираат и колку повеќе производители ќе почнат
да ја одгледуваат на органски начин, на тој начин ќе се прошири застапеноста на органската храна, ќе стане подостапна за сите, а за тоа и ќе падне цената на овие производи. Ќе ме прашам колку факултетот па е подготвен нели да поддржи една ваква иницијатива и нели да се трансформира и самиот кон оние нови текови кои што доаѓаат и очигледно не се тука на врата. Факултетот е навистина отворен за соработка, имаме одличен кадар, имаме одлични просторни капацитети, имаме опитни поли, имаме лаборатории. Навистина сме спремни да соработуваме и многу ми е мило што има вака млади. Често пати во текот на студентите им викаме, им кажуваме дека треба да одат на оние мали победи. Значи иновацијата не се случува одеднаш ние да измислиме некој револуционерен производ, меѓутоа треба малку по малку, чекор по чекор. Значи сите овие компании треба малку само да се оди напред и да се оди кон некој победи. Еве на пример имаме сирења. Зашто сирењата сите да бидат пакувани со една иста нели паковка? Зашто да не биде некое поиновативно решение? Да одиме кон оние биодеградабилни нели материјали кои што понатаму ќе размислуваме на животната средина. Зашто не додадеме некој зачин кој што е интересен, го има на нашето поднебие, па со оние мали иновации. Значи тоа е мала промена во производството, ќе направиме еден нов производ. И гледам дека младите веќе почнуваат да размислуваат, имаат идеи, но секако треба финансиска поддршка, но исто така и треба и оние креаторите на земјоделски политики малце повеќе да ги доближат кон младите, бидејќи тие ни се важни, тие ни се двигатело нели на општеството и малце повеќе да ги натераме да, бидејќи има и постојат и финансиски мерки за започнување на оние нови бизниси. Претпоставам и вие повеќе знаете како повеќе да бидат младите инволвирани да ги трошат тие средства, односно да пробаат да отворат некои бизниси во областа на земјоделството. Бидејќи имаме некако нови стартапи, дури бизниси, нели, меѓутоа како во земјоделството како да се плашиме од тие сите неуспеси. Мора да се почне и факултетот во однос на тие иновативни, посебно за овие сите нели што претходно повторно ги спомнам, но навистина ќе бидат проблем сите тие проблеми што ќе се јавуваат во земјоделството, мора да ги едуцираме. Значи не можеме со 5% со формално образование кој што го имаат земјоделците, навистина со високо образование, тоа е навистина малку. Мора да работиме и ние како факултет, зашто повеќе некако да биде поатрактивна ова област за да ги привлечеме, за потоа и полесно кога ќе бидат едуцирани, полесно ќе се вклопат, нели, младите побрзо учат, ги користат сите оние нови технологии. Мислам дека заеднички ќе можеме само напред. Не можеме еден можеби трча побрзо, но ако одиме заедно трчаме подалеку. Така, јасно треба да се оди кон тоа да заеднички соработуваме. Навистина сме отворени, имаме одличен кадар, имаме студенти ентузијасти кои што од четврта година веќе на крај кога се веќе апсолвенти би можеле да се вклучат. А и често пати тоа им викам уште кога ќе дојдат во четврта година, колеги, барајте работа. Значи подобро е да почнете. Имаме често пати примери ќе завршат со висок просек, сметаат дека го завршиле образованието и кога ќе се видиме нели после некое време дали барате работа, па праќам CV-ја. Значи не се работи само тоа што ќе седиме на компјутерите и ги праќаме CV-јата. Мора да бидат поактивни младите, да се вклучуваат во различни проекти, и ние во текот на студирањето гледаме да имаме што повеќе пракса, бидејќи праксата ни е најважна, нели? За жал сега короната никако не ја измести работите, за жал. Но од друга страна па короната не научи на нешто многу важно, а тоа е колку ни е важна храната, нели? Колку ни е важно да имаме во моментот, едно време бевме затворени, нема да можеме да увеземе нели храна, да се производство, да се покриме на она што го имаме. Тоа што го имаме. Како капацитет и како ресурс. Јасно, ни треба малце и да се прилагодуваме и теком новата состојба кон короната, меѓутоа мора и да размислуваме на долг рок веројатно. Така. Тука ќе потпрашам Ирина, споменавме нешто за циркуларната економија. Значи колку е важна оваа циркуларна економија? Професорката спомена зашто сирењето да не го пакуваме во биоразградлива хартија, например, наместо на оние пластики и најлони кои што ги користиме. Колку е важно да дадеме можеби и повеќе, ама да знаеме дека го поддржуваме она што е локално и што е наше. Колку е важен целиот овој сегмент за да го трансформираме овој систем кој што го имаме во моментот?
исклучително важно, исклучително тешка. Јас на прашањето дана како оди да се работи со земјоделците, јас исто ќе кажам тешко, затоа што и општо целата трансформација на економијата кон зелена циркуларна економија не е пат со зелени балони пластични, туку е трнлив пат кој што навистина ќе ни предизвика на сите нелагодности, како да се одделиме од нешто што ни е комфорно, како да иновираме нешто за да ни биде подостапно. Ние сме многу искрени во тој дел и гледаме како од година во година луѓето се се поискрени. На почетокот, кога го правевме првата едиција на надпреварот Зелени идеи, гледавме како луѓето се свесни за зелената циркуларна економија на ниво на приказна, наратив, меѓутоа во буџетот, во зелениот буџет гледавме ставки кои што навистина не се прифатливи. И тука е тој момент каде треба да ги поддржиме луѓето како сите како на ниво на систем да најдеме начин што не е само една приказна која што се раскажува, туку навистина функционира. Многу ми е драго што ја запознав професорката, затоа што еве ние од РАИС програмата имаме победники на Зелени идеи, станува збор за тим од млади луѓе кои што од лушпи од портокал прават есенцијални масла и ароматизери. Им треба многу поддршка во однос на лаборатории, технологии, како да го испитаат продуктот да стане до крај употреблив, така да еве пример како може да соработуваме уште веднаш. Исто во однос на циркуларна економија, она што е важно да им се доближи на студентите дека не само теоретски, туку и како бизнес аспект ова е иднината. Имаме ние пример од пред неколку години, сега и минатата година гледаме дека постои обид да се воскресне како да се продава last minute храна, непродадена храна. Нешто што во светот постои. Исто тука во однос на иновациите, ние не секогаш треба да се обременуваме дека треба да имаме иновација на светско ниво, доволно е да превземеме добра практика Што функционира. Што се функционира кај нас. Ете имавме обид млади луѓе, тие победија дури на регионално ниво на надпреварот. Има направено мобилна апликација како храна што е од прослави, од матурски, од хотел, некој што произведува на дневно ниво повеќе оброци, како да се продаде со многу поевтина достапна храна, достапна цена, со цел од една страна да не заврши на отпад, затоа што ќе прави емисија на стакленички газ, ќе скапува несоодветно, а од друга страна да нахрани луѓе кои што можеби не може да ја дозволат или едноставно да го поддржи лајфстајлот на оние кои што сакаат да купат подостапна храна. Ето тоа беше обид во 2017, за жал не бевме спремни тогаш како општество, функционираше до ниво на менаџер, управител, директор, кој што им се допаѓаше идејата да бидат вклучени во иницијативата, меѓутоа понатаму кога требаше да се огласи самата таа храна, имавме да речеме менталитет друг кој што не дозволуваше оваа идеја да профункционира. Меѓутоа се надевам дека ќе дојде таа last minute идеја повторно ќе воскресне. Ете неколку примери за циркуларност, амбалажата исто навистина е проблем. Проблема е од финансиски аспект, затоа што колку и да имаме еко продукт, кога треба да се спакува во нешто, цената расте многу и самата достава исто тука е проблем. И на крајот од денот тој бизнес е погубно, мислам погубно да се почне, да нема да функционира. Меѓутоа еве сега имаме иновации како тие, да речеме, органски салати произведени, микросалати или тој тренд, се пакуваат во амбалажа од целулоза, што во соседна Србија се произведува. Значи, ако дошло до нашиот сосед, кога тогаш ќе дојде кај нас таква амбалажа и ќе стане уште еден мал локален зелен бизнес кој што ќе влезе во целата приказна. Така само треба да се следат сите работи. Професорке, колку безбедна храна јадеме? Сметам дека јадеме безбедна, искрено. Иако треба малце нели да се работи, ние сега одиме малце чекор понапред, викаме треба да се смени културата на однесување, онаа safety culture што го викаме кај нас. Меѓутоа во однос на безбедноста на храната, мислам дека самиот производител, зборам и за поголеми капацитети и малите, не може да го пласира на пазарот ако не е законски безбеден. Пред се, значи имаме закон кој што е закон за безбедност на храна, кој што мора да се водиме според него, да ги почитуваме сите тие правила. Мислам дека е зголемена свесноста на народот и на производителите, значи самиот потрошувач, тука ни е многу важен потрошувачот, веќе почна да мисли, па добро, јас ако одам во некоја бурекџуница и ко свистите нели раце продавачот ми ги го фаќа нормално бурекот и парите, нормално дека јас како потрошувач ќе се побунам. Не беше така. Сега веќе мислам дека е поголемо, на поголемо ниво и самите потрошувачи бараат безбедна храна, и самите производители нормално.
Така да во тој дел сме посебно добри, посебно што еве кога ги следиме сите оние извештаи на Прогрес Репорт, нели како напредува нашата земја, сметам дека во однос на безбедноста на храната сме добри во тој дел. Само треба малце таа култура на однесување да се подобри, треба да се подобри онаа комуникација помеѓу менаџерите и вработените, еве ги спомнавте менаџерите. Навистина од почеток менаџерите се тие што се главни, но треба да повеќе да соработуваат со вработените за да видат каде е проблемот, зашто често пати вработените се плашат да го кажат тој проблем. Така да треба да се оди на таа меѓучовечка комуникација да биде што подобра, за да биде и климата во самата компанија подобра. Така да навистина сметам дека добро и гледаме интересот кај нас, студентите сакаат да изучуваат на сите насоки, во сите насоки нели се спомнува и квалитетот и безбедноста на храната, стандардите мора да се почитуваат. Посебно и оние системи за безбедност на храна што веќе се задолжителни кај нас. Има па сега одредени повлечени производи, чинам. Тоа беше нешто што одегна во медиумите. Да, тоа е систем што се функционира, тоа е системот за брзо предупредување и за среќа сме членки ние на тој систем за брзо предупредување, така да веднаш добиваме информација кој е нешто нели. Така, прашувам бидејќи секогаш добиваме информација на производи кои што се внесени од странство. Меѓутоа никогаш, барем јас не паметам, не сме добиле таква информација за производи кои што се произведени тука на локално ниво. Дали може би е полесно да дојде таа храна до трпезата, иако има може би повеќе пестициди или нешто слично, или повеќе антибиотици, да речеме, во млекото до трпезата? Колку често се прави па проверка на таа храна? Се прави, си има програма за мониторинг која што институциите, Агенцијата за храна и ветеринарство ги ја спроведува. И колку често ве советуваат вас како факултет? Треба таа соработа, секогаш може подобро. Јас навистина сметам дека секогаш треба подобро и сите овие области се мултидисциплинарни. Значи мора да размислуваме и на здравјето на луѓето, тука е медицината, на ветеринарната медицина, на агрономот, или на примарното производство, технологијата. Мора да биде таа мултидисциплинарна, само со соработка со сите институции можеме да Така може да се надолжаме и свесноста е многу важна, колку ние да имаме регулации, регулативи, навистина свесноста. Јас ева имам пример од терен на кој што ми се радувам затоа што конкретно Slow Food дружењето успеа да донесе помали регулативи за да има подиректен контакт од малите фирми произведувачи до конзументите. Таа доверба е многу важна. Таа доверба ја градиме и така како што кажа професорката преку човечка комуникација, интеракција, посета на фармите, значи тој агритуризам исто така може да се воведе, да идеме да видиме што јадеме, како се произведува, да ги запознаеме вистинските лица, бидејќи регулацијата гледаме на светско ниво има мал милион регулативи, повторно до нас или позади оние декларации што ги читаме, што ако ги читаме кога не ја знаеме вистинската суштина позади нешто. И важна е едукацијата, значи самите фармери, конкретно за квалитетот на млекото, треба да се зголеми. Мора да се едуцираат како што по-хигиенско млеко да добиеме. Конкретно млекото, но тоа значи за сите други производи. Навистина треба едукација. Кога сме кај едукацијата, Ана, знам дека работите и со луѓе од градот кои што ги носите во селата. Ајде, ќе направиме една дистинкција град-село за да видат како се произведува, што се прави. И сега ќе прашам, колку е важно ова за да не добиеме генерација деца кои што ќе мислат дека јаболкото доаѓа од фрижидера, млекото дека доаѓа во тетра пакување директно од фрижидерот исто така? Па може би е најважно, тоа е еден од принципите кои што го нарекуваме храна со лице. Посетите ги организираме конкретно за нашите членови, каде што повремено во текот на годината се договараме со некој производител за посета на неговата фарма. Тоа може да биде само посета, може да биде и некоја работна акција каде што членовите ќе имаат можност да се вклучат и да волонтираат нешто да сработат. Тоа е многу важно затоа што ја менува врската со храната, затоа што кога човекот директно ќе го запознае другиот човек кој што ја произведува неговата храна, кој што ќе го види тоа на лице место и ќе го види и начинот на кој што таа храна се обработува и се добива како производ, едноставно тоа е храна со лице. Знаеме од каде доаѓа и многу повеќе ја цениме таа храна. Така, дали може би урбаните градини можат да придонесат за сето ова? Да, па конкретно Зелената арка во Ново Лисиче има таков проект, каде што и
Добра земја со своите членови има еден дел кој што го обработуваме. И на тој начин луѓето може и да научат самите како да произведат, а исто тоа како што кажав претходно, преку самото искуство повеќе и ќе го цениме тоа што ќе го добиеме. Што е нешто добра земја го произведува тамо? И дали е успешно? Да, меѓутоа не знам тоа по избор на самите членови како ќе се договорат меѓу себе, нели која сезона што ќе се сади, знам дека треба нели да се ротираат цело време културите. Так. Ја би се надоврзала на тоа и тука повторно зборуваме за чувување на традиционалните производи. Треба да се оди кон на ферментирана храна, нели ферментацијата, сите тие пробиотици многу поволно веќе е здравствено докажано дека поволно влија. А ферментацијата на производите не е некоја скапа нели технологија, така да треба да се оди традиционални сирења имаме оние сирења кои што се богати со сите тие нели бактерии внатре кои што поволно влијаат на нашиот организам. Значи треба и во тој дел да ги поттикнуваме бидејќи е здраво да ги консумираме. Убаво е да се работат и како што ја споменавте и Slow Food, гледам дека почна да се оди кон оние традиционални производи и што повеќе ние да се свртиме кон зачувување, кон заштита на тие производи. Тоа ни е храната кај нас и ние треба таа да ја користиме, што ни е на локалното поднебје. Некаде пред крајот на оваа емисија, многу брзо минува половина час, да се вратиме повторно на денот на младите и на оние нели младите како носители на промени во овој систем на трансформација на храната. Ќе почнеме од вас, професорке. Ако тие реално се носителите на промените, што е потребно во општеството, институциите да направат за нив, значи, за да им помогнат да навистина бидат носители на овие промени, да ги поддржат, за на крајот на криштата сите да имаме едно општо добро во државата? Па да, и неколку пати нели го спомнавме, навистина ни се важни младите и убаво што има ваков ден, за ето повторно да ги потсетиме и оние сите други институции кои што треба да работат на поттикнување на ова и ние пред се сме одговорни и ние како факултет да привлечеме што повеќе млади луѓе, бидејќи ја согледавме потребата од младите, вклучување на младите во земјоделскиот сектор. Креаторите на земјоделски политики треба да што повеќе да им ги доближат оние сите можности. Верувам дека има можности за како да се дадат некои грантови на младите да започнат со свој бизнис. Од друга страна, младите да не се плашат да сгрешат и да сгрешат, нели, така се учи, ќе одиме кон што повеќе. Навистина, тука сме отворени неколку пати и кажав, имаме 9 студиски програми кои што се интересни и се надевам дека со време ќе бидат што поактуелни за да дојдат да си го стигнат своето образование во земјоделството. И да почнат и нормално знаеме дека има таа миграција од село град, сите сакаат да одат, но од друга страна па треба да се подобри квалитетот на животот во руралните средини за да може да се вратат младите. Конкретно од колеги од Полска ми кажуваат дека веќе се враќаат младите во руралните средини. Така да треба да им се направат услови во руралните средини за што полесно да се прилагодат. Верувам дека кои имаат патен сообраќај добар, да се инвестира во тоа, зашто да не живеат во рурални средини, да се прават своји градини, но и да се поттикнува на урбано земјоделство, да се поттикнуваат овие нови дигитализации кои што се важни, нови системи на следливост, на сето тоа што се применува во развиените земји, да почнеме и кај нас. Значи полека, чекор по чекор сметам дека ќе успееме. Уште едно кусо прашање, колку па факултетот е подготвен да се трансформира за да ги следи нели овие текови, бидејќи тоа е од големо значење за целиот систем. По сите истражувања одат во таа насока, како да ги решиме проблемите. Секогаш и во текот на студиите работиме на конкретен проблем и како да го решиме. Ги имаме микотоксините во млекото, афлатоксините, како да го решиме тоа, како да се справиме со овие климатски промени, бидејќи еве гледате дека имаме суши, поплави, пожари кои што навистина ќе предонесат на земјоделството, негативно ќе влијат. И мора да го решиме и ние сме спремни со нашиот кадар за сме во текст, нормално науката не разбира граници, соработуваме со успешни факултети и одиме напред, така да само заеднички ќе можеме да постигнеме успеси. Ана, дали е потребно и ние како општество да го смениме односот кон храната? И како да го сториме тоа? Дефинитивно. Би кажала, мислам, ова е сега многу комплексен проблем, нели? Меѓутоа,
Мислам дека иднината е во локалните заедници, локалното производство и суверенитетот на прехрана. Значи, оние кои што ја произведуваат храната, да ги менаџираат и ресурсите кои што се потребни за производство на таа храна. Колку е па сето ова можно, Ирина? Можно И како да се направи? Да, како да се направи? Поддршка, младите можат и вас неофицијално ќе објавам дека на 26 август ќе започне повикот за новата РАјС програма, тој е регионален инкубатор за социјални предприемници. Токму социјалното предприемништво е она што треба да даде бизнис одговор на проблемите. Тука секако и науката заедно да истражуваат, да добијат поддршка во развој на своите идеи со кои што не само лично, туку и колективно ќе станат дел од решение, а не од проблем. Мислам дека она што го каже професорката, многу е важно да се почне, да се тргне тој страф од неуспех и да не успееме, можеме повторно да инвестираме во себе и во нова идеја. Важно е веќе да се освестиме како на лично, така и на колективно ниво. Еве Ана спомна, јас не можам да се воздржам за крај да кажам дека кога одиме на фарма, да ние го гледаме лицето на производителот, меѓутоа кога гледаме колку еден домат му е потребно вода, ресурс, време за да порасне, ќе се прашаме дома кога ќе го изедеме, дали цел ќе го изедеме, ќе фрлиме нешто или ќе ја планираме што со тој остаток од храна, дали може ќе направиме некој ново јадење за себе, за пријателите, или ќе направиме бизнис кој што се темели на користење на остатоци од храна. Или ќе го ферментираме, ќе зачуваме некаква локална традиција, ќе правиме туршија и ќе генерираме приход за себе или и ќе станеме активни економски чинители во општеството. Така да и личното и колективното веќе многу се испреплетуваат, многу е комплексно, тешко е, меѓутоа мора негде да се почне. Апел до младите да не чекаат друг да им ги реши проблемите и да токму на овој ден и да ја примат пораката дека тие треба да се вклучени активно во решавањето на проблемите. Ви благодараме вам за денешното учество во оваа емисија. Се надевам дека и ние дадовме еден свој мал скромен придонес за, ако ништо друго, да почнеме да размислуваме за овие процеси на трансформирање на системите, да ги активираме и мотивираме младите да тргнат во некои нови победи. Може би да основат социјално предпријатие, може би да почнат да садат нешто на својата тераса или да отидат во добра земја, или на крајот на криштата може би својата кариера да ја продолжат во земјоделието и да се едуцираат како идни земјоделци. Ви благодарам уште еднаш, честит 12 август ден на младите и се надевам дека ако ништо друго ќе како општество полека ќе се трансформираме и ќе имаме поубава, побезбедна и по-органски одгледана храна. Благодарам.